Добар ден, криптоентузијасти. Денес имаме една многу интересна тема на која што јас на вистина обожавам да зборувам. Ќе разговараме за секаков тип на потенцијални Black Swan евенти кои што може да се случат во блиска иднина, затоа што знаете и сами дека ваков тип на Black Swan евенти, како што се овие напишани овде во овие три подточки, најчесто можат да направат целосен пресврт на пазарите без разлика дали станува збор за крипто, дали станува збор за традиционални пазари, дали станува збор за пазар на ресурси и слично. Пред да го направам тоа, би сакал само накратко да се заблагодарам на членовите на Филхармонијата на Република Македонија, не на Северна, значи Северна катастрофа, значи на Филхармонијата на Република Македонија, кои што гледаат нашиот канал редовно и кои што најчесто дава доста солидна поддршка уште од самиот почеток на каналот, така да би сакал да ви се заблагодарам, значи сте забележани и нормално како бивш изведувач на виолина, со оглед на фактот дека јас имам завршено основно училиште во Велес, 7 години за свире, нели, за да научам како се свири виолина и солфеш. Би сакал, нели, здравје кога ќе имам време, ќе сакам да дојдам да ве посетам, да слушам некоја изјава и од вас и нормално да се запознаем малку подобро. Значи ова е само кратко да напоменам дека следиме кој не, нели, гледа, кој поставува прашања, кој поставува добри коментари. Сите оние кои што даваа поддршка, барем од моја страна, се навистина забележани и затоа ја користам оваа шанса да, нели, се заблагодарам за вниманието кој што го одвоиле за нашиот канал. Денеска, како што кажав, имаме многу интересна тематика. Се надевам дека ќе ви се допадне, со тоа што морам да напоменам, значи представници на северџанската заедница е пожелно да го гледаат овој канал со родителски надзор, за да не се нервираат многу. Сега, значи, зошто го кажувам ова? Затоа што знаете дека секој му е дозволено да изнесе свое мислење, со тоа што јас моето мислење не го изнесувам лаички на некој ток шоу во Македонија, тука јас моето мислење го изнесувам со соодветни факти, кои што ви ги презентирам, кои што може да ги погледнете и сами. Така да во видео ќе разговараме за надворешни влијанија кои што може директно да практично има некаков тип на влијание врз посебно криптопазарите кои што нас не се битни, но нема да разговараме директно за криптопазарите, ќе разговараме како тоа би можело да влие и нели што би очекувале ние при потенцијално случување на некој од овие настани. Значи пак ќе напоменам, ова е повторно, ништо од ова не знаеме дали ќе се случи сигурно, но е многу подобро кога би имале во предвид дека може да се случи, со цел да знаеме на некој начин што да очекуваме доколку ваков Black Swan евент настане. Сега, основни три категории на кои што ќе поразговараме се воени конфликти, кои што се моментално најстрашните и најпотенцијалните за ваков тип на Black Swan евент. Втори се политичките и економските Black Swan евенти настани и трети се нова или повторена пандемија, на која што ќе обрнеме екстремно мал период, затоа што знаете и сами дека доколку го изнесете вашето мислење за пандемијата, може да добиете комплетен бан од YouTube. Сега, ќе почнеме со воени конфликти, но пред тоа, нели, чисто да објасниме за оние кои што прв пат, да речем, може би се на нашиот канал, кои што не знаат што представува Black Swan евент. Black Swan евент представува црн лебед. Евент е настан. Значи, настан на црн лебед. Зошто е тоа? Значи, доаѓа од тематиката дека многу ретко се случува да се роди црн лебед. Значи, генерално, генетички црн лебед е практично реткост во видот на лебеди, и затоа и во оваа ситуација се користи како поим, затоа што е многу ретко да се случи, значи не е секојдневно да се случи ваков тип на каскадно негативен ефект врз пазарите, па затоа и се користи Black Swan. Сега, Black Swan евенти, значи ова е еден чарт, например, кој што можеме да погледнеме како тоа изгледа. Најчесто ваков тип на настан е паралелно после неговото случување се случуваат колапси или падови на пазари. И тоа е зошто ни е многу битно доколку се случат да бидеме практично, ако ништо друго, да бидеме подготвени дека може да се случат и дека нели тоа би придонело до пад на пазарите. Значи овдека чисто за пример има неколку практично овдека уште од почетокот, ова е уште 1973 па наваќе, со тоа што ние ќе поразговараме за оние кои што се попознати. Значи 9/11 сигурно знаете, нели, падот на колите близначки во Америка, барем ние славевме, не знам за вас.
Значи можеме да видиме дека направил солиден пат, ова е S&P 500 индексот, со цел да видите како тоа директно делувало на него. Со тоа што ова е солиден пат, значи гледате бил блиско негде до 1500, паднал практично скоро на нешто над 1000. Значи тоа се $200-300 од индексот намалени, што е нели 11% во оваа ситуација. SARS, тоа беше, ако се сеќавате, она пандемија која што започна исто во Кина, за жал некако само таму започнуваат. Значи за 40 дена самиот пазар паднал 14%, така. Со тоа што вие замислете, ако пазарот во оваа ситуација во 2003 година на традиционалните пазари, значи овој индекс паднал 14%, замислете како ова би се одликувало на криптопазари, така. Иако во тоа време нормално криптопазари немаме, но затоа и кажав дека ваков тип на Black Swan event, посебно кога станува збор за глобален ефект, значи е нешто што допрва треба да се тестираме кога станува збор за криптопазарите. Затоа и ќе поразговараме за економскиот дел малку повеќе околу тој дел, но како и да е, криптопазарите барем во овој период од 2009 па до денес имале многу мали кризи. Значи интервенцијата во Либија и Брексит гласот немаат скоро никаков ефект на криптопазарите, затоа што Либија и Англија не се нешто посебно големи во тој период на крипто, така да и нели нема некој голем ефект, можеби имало некој минимален ефект во моментот, но како и да е, затоа и постојано кажувам дека криптопазарот допрва треба да биде тестиран на ваков тип на големи настани, посебно кога станува збор за Black Swan евенти. Со тоа што значи еден од најголемите, знаете сами, глобалната финансиска криза предизвикана од нашата драга Мурика, која што знаете и сами дека предизвика еден од најголемите падови очигледно во поновата историја од 56,8% на S&P 500 индексот, со тоа што ова е и причината поради која што криптопазарот постои, знаете и сами. Како и да е. Значи уште еднаш ќе напоменам, ова последно него не рачунам, COVID, затоа што тоа беше само многу кратка, значи за разлика од останатите кои што е на пример во 2008-2007 година, 3 години практично траела оваа финансиска криза, пред нели соодветно почнување на индексот да се движи нагоре. Така да, сакам да кажам, она што го видовме во COVID е премногу малку, за да можеме да рачунаме дека тоа е некаков тип на криза и да видиме како искрено една криза би делувала на криптопазарите, посебно со оглед на фактот дека оваа криза многу позитивно делуваше на пазарите, но нели ќе поразговараме малку подоцна за тоа. Сега, за почеток нормално ќе разговараме за она која што е најстрашна и која што моментално се покажува дека може да има најголема ескалација во поновата историја на светот. Зошто го велам тоа? Затоа што моментално апла се разговара за нуклеарна ескалација. Че ние ќе направиме на кратка анализа на тоа што моментално се случува и ќе поразговараме за реалната ситуација за тоа што моментално таму се случува. Че следам доста и западната и источната страна, со оглед на фактот дека ги гледам руските канали преку нели VPN, дополнително следам канали кои што работат анализа на едната и на другата страна, со цел да извлечам своја на некој начин нели анализа на тоа што се случува, затоа што пак ќе напоменам. На крајот од денот ништо нема да ги зачува вашите пари и економски нели капитал ако вие сами не направите значи некаков тип на анализа да знаете што понатаму со тоа што го поседувате. Значи не постои никој што би го направил тоа како што вие го правите. Вака сега. Затоа што вие сте најзагрижени за вашите финансии, многу едноставно. Значи знаете и претходно во ваквото видео го искористивме Global Conflict Tracker со цел да видиме кои се моментално активни конфликти во целиот свет и кои има некаков тип на реално влијание врз криптосекторот, затоа што криптосекторот не е битен. Значи, моментално, афричките држави, заедно со Блискиот Исток, се доволно стабилни за да кажеме дека не очекуваме некој од овие конфликти да ескалира и да доведе до некаков тип на пресврт во криптовалутите, пазарот на криптовалутите. Сега, знаете и сами дека овој тип на Black Swan event, воен конфликт, нормално не удира прво на криптовалутите, прво удира на традиционалните пазари, а затоа што традиционалните пазари се длабоко корелирани со биткоин, барем во последните два булмаркети, едноставно дополнително делуваат и на криптопазарот поради страф. А затоа што криптовалутите, знаете и сами, се доста високо ризична категорија на капитал, очигледно ако луѓето се откажуваат од хартија од вредност, истото би го направиле и од криптовалути. И поради тоа имаме таква ситуација во која што воените конфликти со нивното отварање или не знам разгорување предизвикуваат прво пат на традиционалните пазари, нивните коефициенти, без разлика дали станува збор за берзите, хартии од вредност, ресурси и слично, а дополнително на тоа и нели на останатите, да речем во оваа ситуација, ризични економски средства, како што се тоа криптовалутите.
Зошто велам дека моментално афрички? Значи, било кој од овие афрички конфликти првенствено е најчесто доста долг. Значи, овие конфликти се овдека уште од нивните колонијални времења. Така да, од Алжир, па гледајќи до Конго и сите овие мали држави во средина, имаат нестабилност затоа што се тоа е предизвикано од бившите колонијалисти и до ден денес се уште остануваат тие нивни подвалби, да речем. Блискиот исток, кој што моментално е можеби еден оние по-лоу клас воени конфликти, кој што може да направи нешто, значи тоа би било само доколку имаме судир помеѓу Саудиска Арабија и Иран. Саудиска Арабија и Иран моментално судир нема да има, посебно со оглед на фактот дека во оваа ситуација имате БРИКС самит кој што веќе ги спои практично Саудиска Арабија и Иран, така да ситуацијата во целиот Блиски исток е моментално доста тивка. Затоа што конечно двете представници на сунитите и на шиитите се помирени. Односно во оваа ситуација представниците нормално на Саудиска Арабија, која што е практично главната држава на сунитите и шиитите представена од Иран, конечно имаат помеѓусебни дипломатски односи. Дополнително ова ги смири тензиите и во оваа ситуација многу на југ во самиот Јемен, кој што беше бескрајна војна, истото го смири и во Сирија и дури и во Јордан, така речено, затоа што и овдека почна некој немири моментално. Сирија и Ирак се доста постабилни откако овие две земји имаат меѓусебни поставени дипломатски односи кои што ги направи Кина. Значи не ги направи Америка, која што е таму peacekeeper веќе 100 години, туку Кина. Како и да е. Потенцијална војна помеѓу Саудиска Арабија и Ирак, кој што го спомнавме во претходното вакво видео, би можело да направи голем пресврт во сите пазари. Зошто? Затоа што станува збор за пазарите на нафтени деривати. Нафтени деривати, ако се погодени, автоматски вие погодувате целата економија во светот. Дополнително тоа ќе предизвика пат на се, зборуваме на индексите, а раст на цените невидено, затоа што ако вие ги ставите во опасност двата од најголемите 5 производители на нафтени деривати во светот, вие автоматски имате проблем целиот свет да се блокира. Сега, тоа нема да се случи очигледно, затоа што моментално имаме доста стабилна ситуација, баш поради БРИКС, и дополнително ќе биде уште постабилна доколку конечно Саудиска Арабија и Иран влезат во БРИКС, но за тоа малку подоцна. Единствено што ме загрижува е потенцијално напаѓање на во оваа ситуација Израел. Значи зошто го кажувам тоа? Затоа што во оваа ситуација, значи самата ова тромење овдека, значи Лебанон, Сирија и Израел заедно со Палестина се многу големо конфликтно подрече и знаете и сами дека Иран директно ги попомага овие три држави помеѓу кои што се на некој начин се поддршка на Палестина. Зборувам и за Сирија, зборувам и за Лебанон, зборувам и во оваа ситуација за Палестина, но нели дали тоа ќе ескалира, не верувам со оглед на фактот дека Израел има многу голема позадина, не верувам дека тоа би случило во блиска иднина. Но охрабрен од БРИКС, Иран може да направи некои работи кои што не можеме да ги предвидиме, сепак сега за сега нема индиции дека би имало поголема ескалација во Израел, иако ако мене прашувате, Израел треба да биде избришен од мапата комплетно, со тоа што го прави моментално во Палестина. Тоа е како ние да одобруваме на грците геноцид во Егејска Македонија или она што моментално татарите го прават во Пиринска Македонија. Така, да бидеме реални. Значи нема разлика, истата ситуација. Како и да е. Значи овдека се уште не гледам некоја ситуација во која што би можеле да видиме некоја значителна ескалација, освен доколку Иран навистина не направи нуклеарно оружје, а ако е заштитено БРИКС, тоа може многу брзо и лесно да се случи. Значи од последните проценки на Иран му се потребни 2 недели оној збогатен ураниум кој што го има да може да го збогати до ниво на користење за нуклеарно оружје. Ако тоа се случи, тогаш имаме сосема нов проблем, но за сега сме далеко од тоа. Втората работа, значи ова се на некој начин средниве, ова е во средишниот дел на самата земја кој што моментално го гледаме и кој што реално тоа е единствениот по-озбилен конфликт кој што може да направи некаков проблем. За Пакистан, Афганистан и Индија ќе поразговараме во третиот дел од овој сегмент. За сега, нели, повторно ќе се вратиме на Украина, само сакав да напоменам дека има уште некои изолирани конфликти, како што е Мјанмар, што во оваа ситуација не е битен, значи нема никаква директна разврска на криптопазарите или на светскиот, да речем, светските пазари, Северна Кореја, како и картелите во Мексико, во оваа ситуација и, нели, ова е сосема невидно во Венецуела. Но како и да е, во секој случај, главните три конфликти на кои што мораме да се фокусираме, како и секогаш, барем во овој дел во последниве 2 години, се
самиот конфликт помеѓу Украина и Русија, моменталната потенцијална војна помеѓу Кина и Тајван и последен, кој што исто така е доста битен, е Пакистан, Афганистан и Индија, затоа што станува збор за огромен број од населението во светот, кои што нормално, знаете и сами, во овие делови, во овие земји, криптовалутите се доста популарни баш поради тоа, поради сиромаштијата на населението кое што живее овде. Сега, во првиот сегмент за кој што ќе разговараме е ескалација на овој конфликт помеѓу Русија и Украина до нуклеарна ескалација. Зошто го кажувам тоа? Значи, ова не е затоа што мене така ми текнало, ова е затоа што моментално се наоѓаме на Запорижија. Значи, целата оваа компликација доаѓа од најголемата нуклеарна централа во Украина, која што моментално е во рацете на Русија. Само момент, потребно малку време на компјутерот да се прилагоди. Сега, моментално оваа нуклеарна централа, значи ова е практично многу интересна мапа која што ќе искористиме да покажеме што се случува со моменталната офанзива од Украина во Русија. Ова е од 29 јуни, така да е доста нов самиот артикл и можеме да го искористиме како најнови информации со цел да видиме што се случува. Сега, каде е овдека проблем? Значи, најголемиот проблем кој што може да се случи е потенцијално напаѓање на нуклеарната централа која што ја имаат во Запорижје. Ваквата нуклеарна централа првенствено беше неколку пати по година, за среќа не предизвика нуклеарна експлозија или многу полошо. Вториот проблем кој што моментално се појави е браната во Керсон, кој што моментално се користеше за ладење на реакторите во оваа централа и сега моментално со кршењето на ваквата брана, која што наводно Русија ја скрши, самата нуклеарна централа е практично без примарниот извор на ладење на реакторите. А знаете и сами дека најголемиот проблем кој што може да се случи во една нуклеарна централа е реакторите да не бидат ладени и да дојде до она масовна експлозија која што може да се случи во една нуклеарна централа. Сега, зошто го велам ова? Значи, првенствено ако ги погледнеме значи, вестите што моментално се случува, значи моментално имаме општа паника во која што очигледно Западот се повеќе и повеќе се обидува да го најави ова. Значи, вие замислете, они постојано предупредуваат. Гледате, само последните неколку денови ова. Само последните неколку денови. 2 јули. Зеленски предупредува дека доколку Русија планира да ја удри Запорижје нуклеарната централа. Во последните неколку денови изборуваме. Ова беше исто така од пред некој ден, 1 јули, значи повторно Русија се припрема да ја удри нуклеарната централа. Истата ситуација и овде, истата ситуација. Значи Русија се припрема да ја удри нуклеарната централа. Кога имате еден хор од овие западнија папагали кои што повторуваат постојано, гледате, значи во последниве, 2 дена, секоја вест која што ќе запишете за Запорижје е тоа, дека Русија се спрема да ја удри нуклеарната централа. Нормално и сите го кажуваат истото. Кога вие ќе кажете една лага 10.000 пати, станува вистина. Зошто го велам тоа? Се сеќавате на првата ваква вистина, дека Русија се спрема да го удри Nord Stream, Русија се спрема да направи провокација со тоа што го удри Nord Stream. Значи треба да сте крајно ретардиран во денешно време, покрај толку информации, да очекувате дека Русија би си наштетила самата на себе си, само заради што? Заради провокација. Првенствено, дури да го направи тоа Русија, да речеме дека ова што го кажувате вистина, така. Нели на Русија би било потребно да има некаков тип на средство како што би можела тоа да го прошири, така. Значи ако на Русија и беа дозволени канали во демократскиве земји, нели, на пример сега РТ каналот да не беше баниран во Германија, во Франција, во Америка како што го банира и сите останати руски канали и на YouTube и на сите моменти на Google не може да најдете руски канал, така. Значи, вас ви е потребна машинерија на пропаганда за ако вакво нешто направите на своја сметка, да може да го проширите, така. Сега наједнаш вие сте ги банирале сите можни потенцијални извори на руска информација и вие кажувате како Русија тоа го прави со цел да спроведе лажна пропаганда. Каде, на кого? Од друга страна, вие постојано кажувате дека Русија се напаѓа самата себе си. Значи, Русија самата се нападна и удри на Nord Stream. И сега според последните конечно утврдени информации, испаѓа дека Украина го направила нападот на Nord Stream, значи не Русија, ама готово, сега не е битно, така. Тоа е исто кога се сеќавате во Ирак, така. Значи во Ирак имаше оружје за масовно уништување на цивилна популација,
Се додека војната не заврши, пола милион луѓе цивили умреа, не најдоа ништо, па добро, грешка било, са јебега се дешава, ме разберете. Не најдовте ништо, тоа се пола милион луѓе умреле, така. Значи, што сега да правиме, јебега? Како и да е, истата ситуација беше во неколку наврати, истото беше и со браната, значи браната на Краковка, браната ја држат русите и сами ја уништуваат за самите да си наштедат, пошто они ја држат. Во оваа ситуација исто, значи они ја држат моментално нуклеарната централа и нормално они ќе ја уништат, да си наштедат самите себе си. Логично е тоа, така, во денешно време според западниот идиоти тоа е логично. Истата ситуација е и како мостот кој што моментално ги поврзува Mainland Russia, значи главната Русија со во оваа ситуација Крим. Значи и тоа они сами го направиле наводно за као демек провокација. Немаат они потреба провокација, они се во отворена војна со Украина. За каква провокација они зборуваат? Како и да е. Го напоменувам ова не за да заштитам една или друга страна, нас во оваа ситуација многу тоа не ни е битно. Битно е дека очигледно чим овие папагали се спремаат и го повторуваат ова еднаш, два пати, 5 пати, 100 пати, очекувам да се случи. Тоа е жалниот дел. Значи овие предупредувања се ќе правиме глупост, ама мора да представиме дека некој друг е виновен затоа што така не одговара во моментов, се разбираме. И поради оваа ситуација сакам да напоменам дека од сите овие конфликти моментално кои што ги разговараме, ова е најлошата работа која што може да се случи. Ова би колабирало, значи тогаш веќе имаме многу поголем проблем од да се секираме за криптовалутите и за традиционалните пазари, се разбираме. Но за жал гледаме дека се повеќе и повеќе се движи натаму. Зошто го велам тоа? Значи не само од мене, други аналитичари, јас не сум воен аналитичар, само ви кажувам она што го следам и што го гледам и размислувам со сопствена глава. Значи ова е моменталната борена линија која што е воспоставена помеѓу Украина и Русија. Во последните месец дена гледате колку успеале да напредне Украина и ќе ви стане јасно зошто се повеќе и повеќе изгледа дека ваквото потенцијално удирање на Запорижје е се поочекувано. Значи моментално Украина снемува и оружје, снемува и луѓе, посебно луѓе, за да направи било каков тип на пробив низ линиите кои што можеме да ги видиме дека се во 5 различни линии на руска страна. Ако тоа се случи, треба и не само Украина, туку и целиот НАТО сојуз срамно да изгуби. Дали вие се сеќавате дека некогаш Америка изгубила и рекла тоа е тоа? Не. Значи Америка ќе ги превземе сите можни чекори и ако е изгубено, да направи најголема штета пред конечно да се откаже од нештото. Погледнете во Виетнам и ќе ви стане јасно што станувам збор. Така. Сега. Значи моментално гледате како се одвива инвазијата, така, значи контрафазивата се извинувам. Значи овдека практично моментално ќе ги погледнете развојот на оваа борбена линија. Значи погледнете се, ова е моментално, ова е security zone, практично што го велат тоа црвениот дел. Ова е security zone, значи ова е единствениот регион кој што успеале да го завземат украинските линии, но не заборавајте дека ова е далеку од гледате каде е борбената линија. Значи они уште не успеале ниту да пробијат преку овој security safety zone како што го нарекуваат. А не па да стасаат до 1, 2, 3, 4, 5 одбранбени линии кои што треба да ги поминат за конечно да стасаат до таму кај што сакаат да стасаат, така. Значи, моментално за еден месец изгубиле огромен дел од сопствените залихи кои што им се дадени од западот, а они не успеале да пробијат ниту до сигурносниот кордон, а не до борбените линии кои што практично се зацртани и забарикадирани од страна на Русија. Че ова е во еден цел месец од почетокот на оваа контраофанзива. Ваквото катастрофално движење на Украина се повеќе и повеќе покажува на фактот дека голема е веројатноста да го искористат ова како паника за да имаат причина да внесат или миротворни сили или да внесат НАТО сили дека наводно Русија претера, мораме да влеземе ние, така. Значи тоа е веќе видена работа. Не знам колку пати до сега, значи нормално правиме театар, го изглумуваме театарот и на крајот си правиме што сакаме затоа што нас така ни одговара, нели? Тоа беше уште од почетокот на војната. Прво беше нема теоретски шанси да им се дават тенкови на украинците, нели? Тоа е тоа. Па тенкови им се дават на украинците од цел свет. Нема шанси да им се дават воени авиони, па воени авиони им се дава. Нема шанси да им се даде артилерија која што може да удри во Русија, артилерија која што може во Русија им се даде, така. Истата ситуација и сега.
Значи, нели, нема шанси ние да влеземе и да се бориме за Украина, арно, ама ако експлодира нуклеарната централа, ние ќе мораме, нели, поради тоа што веќе Русија претера. Така. Со тоа што дури и самиот Киев е свесен дека доколку ваквата контраофанзива е неуспешна, голема е веројатноста дека Америка ќе почне да ја намалува, ако не и запре поддршката која што ја има за ваквата војна. А нормално тоа не би си го дозволиле НАТО и Мурика, значи така срамно да изгубат и тоа сите заедно после користење на толку голем број на оружје кое што го дале, значи не само што ќе изгубат, тоа е крајно, значи срамно. Вие сте успеале да ги победите заедно обединети, се разбираме. Сега, уште еднаш ќе напоменам. Ова е потенцијално решение на тоа како НАТО би можел да влезе, тогаш ќе има причина за да влезе, тогаш веќе не е битно кој управа. Значи, експлодирање на најголемиот реактор за нуклеарна енергија во Европа не може да донесе ништо добро за никоја страна. Знаејќи колку се луди муриканците, они се многу далеко од сето ова. Ако ова се случи, нив не им е битно. Ние ќе треба да му мислиме, цела Европа, се разбираме. Ова очекувам да биде крајно негативно, нормално, неже на крајот тоа што го разговараме во самата тема, крајно негативно за сите пазари, вклучувајќи и криптопазарот, и верувам да ги има многу поголемо од COVID, за жал, но тоа е реалноста и пак. Значи, за жал, мораме да го спомнеме за тоа што моментално реално се случува. Тоа е првата работа, за тоа што гледаме дека контраофанзивата не оди на добро и гледаме дека ќе мора да има некаков тип на паника за да може практично да се извади НАТО од целата оваа ситуација, дека практично ја изгуби војната во Украина. Значи, дали тоа им се допаѓа или не, дали на тоа што вие гледате каналот ви се допаѓа или не, тоа е реалноста. Значи, ова што моментално ви го покажав за придвижувањето на рутите, че ова, гледате и сами, ова не е руска колумна, ова е Financial Times. Значи, ако Financial Times ви покажува вакво нешто за еден месец од контраофанзивата, замислете какви се реалните состојби. Значи, она е, повторно се враќаме на тој момент, секогаш гледате ги слоновите позади илузијата која што ви ја покажуваат. Значи, вие не може да очекувате никој од овие вестници да излезе и да каже нешто позитивно за Русија, затоа што не се платени за тоа. Они се платени да зборуваат само против Русија. Во оваа ситуација, ако јас ви ги покажувам вестите од овие вестници, може да замислите колку уствари се навистина лоши вестите, кога станува збор за реалната ситуација на самата земја. А за тоа следам некои војници кои што директно нели даваат соодветни апдејти од теренот, посебно имам Србин кој што го следам на Телеграм, кој што постојано дава соодветни нели апдејти за тоа што се случува во моменталната контраофанзива на Украина и дополнително уште неколку канали кои што ми даваат, морам да кажам, доста значи, нели, не на едната или на другата, туку неутрална анализа со цел, нели, да кажа што моментално се случува, затоа што тоа се навистина репортери. Ова не се репортери, ова се платени кукли. Сега, тоа е првата работа која што моравме да расчистиме, значи тоа би било катастрофално за сите нас, вклучувајќи во криптопазарот, и верувам дека тоа ќе се одрази многу на здравјето во цела Европа. Значи, да не заборавиме, зборуваме за многу поголема нуклеарна централа од Чернобил. Сега, тоа беше првиот дел за кој што разговара. Да не забораваме дека во исто време НАТО LGBT заедницата се спрема да направи и друга работа, а тоа е војна помеѓу Кина и Тајван. Значи, во оваа ситуација провокациите кои што доаѓаат од НАТО се јасни, мислам, на сите, на врапчињата на жиците им се јасни. Зошто не може вие да отидете на Тајван да му дадете еден тон оружје и во исто време да кажувате како вие стоите позади политиката на една Кина. Значи, тие што не знаат, Кина има политика која што бара цел свет да ја признае, е дека Кина представува една земја, без разлика на тоа дали некоја провинција сака да се отцепи или не, тоа не е надворешна работа, значи тоа е братешна работа на кинезите, кинезите одлучуваат самите за тоа. Каде што и Хонг Конг и Тајван представуваат дел од Кина. Оние кои што учеле историја знаат, значи Тајван е уствари провинција која што се отцепува од Кина поради тоа што Чан Кај-шек, поразениот генерал, кој што наместо да се бори против јапонците, се борат против комунистите, затоа што бил и во тоа време платен од американците. Значи, проверете ги видите. Значи, Чан Кај-шек се бори против Мао Цетунг, не против јапонците, а Мао Цетунг се бори и против јапонците, и против Чан Кај-шек, кој што е директно инвестиран од сите прозападни земји со цел да се победи комунизмот во Кина. Сега, откако истојот е поразен, бега на Тајван, каде што практично го прогласува Тајван за независна земја, која што нели е со армијата на Чан Кај-шек. Јас не знам како до сега не ги изгазиле, но прашање на време кога тоа ќе се случи, се надевам наскоро.
посебно за да се скрши тоа како Америка ти каже. Значи ова е втор пример. Првиот пример е Украина, вториот пример е Тајван и наскоро верувам дека и тоа ќе се случи. Сега зошто го велам тоа? Значи оваквиот конфликт во најава е веќе не знам многу години, може да кажем и декада, со тоа што моментално имаме причини да го мислиме тоа и сега ќе ви покажам зошто. Значи во посредниот период, зборуваме сега например во претходниот месец дена, месец до два, се случува истите работи кои што ги гледавме на руско-украинската граница пред Русија конечно да одлучи да маршира во Украина. Значи моментално имаме тестирање од страна на кинеските пилоти. Сега, ако сте виделе мапата, значи чисто да ви објаснам што станува збор, има линија помеѓу Кина, значи ова е Mainland Кина и ова е Тајван. Значи ова линија овдека во средината се нарекува Median Line. Значи или тоа е средната линија морска која што треба да представува неофицијална граница помеѓу Тајван и Кина. Така, со тоа што нормално според Кина, Тајван не представува засебен дел од своја држава, туку представува дел од Кина. Како и да е. За прозападните морони, постои ваа линија која е наводно, ако ја поминат бродови или воени бродови или воени авиони, значи Тајван директно влегува во практично паника и ги ангажира своите и авиација и морнарица и слично. Сега, зошто е тоа битно? Затоа што Кина во последниот период, значи гледате се, од 2 мај, погледнете се, од 2 мај, Кина влегува, значи пред тоа се случувало тоа многу ретко. Сега имаме на секој, значи на неколку денови се случува. Во различен обем или морнарица или авиација или морнарица и авиација да ги помине овие линии. Зошто? Значи очигледно станува збор за тестирање на одговорот на Тајван како би изгледал во одредено време. Значи гледате, значи се обидуваат, зошто го кажувам тоа? Значи гледате, 2 мај влегле, се извинувам, погрешна вест ви покажувам, значи не ова, овдека е нешто друго, ќе ви го кажам за еден момент. Значи овде. Еве да погледнеме датуми, да погледнеме што се случува. Значи 11 јуни Тајван ги качува практично своите джетови во воздух затоа што моментално имаме практично поминување на оваа Median Line од страна на кинеската војска. Со тоа што сега не е битно, значи нема да навлегувам во детали, овој канал воопште не е за тоа. Идејата е дека моментално се повеќе и повеќе овие работи случуваат, што значи дека моментално Кина се повеќе и повеќе тестира како изгледа одговорот на Тајван во случај на поминување на оваа средна линија. Значи тоа е, рековме, 11 јуни. Погледнете. Следно, 27 јуни, повторно. Истата ситуација можеме да погледнеме и овде, на 29 јуни, со тоа што ова не се сите, ова се само некои најпопуларни кои што моментално сум ги нашол за да ви покажам. На секој неколку денови се случува ова, на секој неколку денови. И тоа во различен тип, во различни делови од Median Line да видат како би изгледала очигледно реакцијата на Тајван. Зошто го кажувам ова? Значи очигледно ако ги погледнете примерите од Русија, тоа е стандардна шема во која што вие гледате како би изреагирала другата страна неколку пати пред конечно да го направите тоа за да знаете како ќе изреагира. Така. Тоа е првата најбитна работа. Втората најбитна работа. Че вие имате ситуација во која што Кина пред само неколку дена, практично пред само неколку дена влезе во сила, во 2 мај, Кина го преработи својот закон за воена служба, во кој што се дозволува на пензионираните членови од војската да се вратат во активна служба. Зошто би го направиле тоа? Освен ако не очекуваат големи загуби во војската. Така. Значи, вие го правите тоа со цел да ја зајакнете војската, не го правите со цел да ја услабите, така. Со тоа што дополнително не само што дава на оние кои што се во пензија да се вратат, туку и прави дополнителна конскрипција. Значи, прави дополнителна конскрипција на својата армија. Така да, ова ако не е показател, заедно со овие неколку тестирања, не знам што е. Дополнително, погледнете го. Значи, во една од големите бази за тренинг во Кина, во последно време, 29 мај, значи истите имаат целосна реплика на претседателската зграда на Тајван. Значи, ова е целосна реплика. Тула до тула на претседателската практично зграда во Тајван и, очигледно тренираат како ќе нападат. Се разбираме. Значи, ако ова не е показател, не знам што е. Така. Сега, проблемот е што ако ова се случи, јас зошто мислам дека би се случило моментално? Затоа што додека Америка е моментално зафатена со финансирање на Украина и се повеќе и повеќе званични
репорти испаѓаат дека на вистина голем дел од резервите кои што Америка и Европа ги имале на страна се веќе доделени на Украина и дека дури нивното моментално производство на оружје не може да го стаса она што е потребно за секојдневно користење во Украина. Замислете што ќе се случи ако Кина им отвори втор фронт. Значи, ако сте погледнале историски гледано, без разлика дали станува збор за римската империја или фашистичката Германија или голема Британија кога била колонијално царство, сите изгубиле поради тоа што биле прераспределени во светот. Американците се буквално на истиот тој сегмент. Значи, кога доаѓате во момент кога што вие веќе не можете да се борите на секој фронт, тоа е моментот кога вие ќе изгубите. Во оваа ситуација Америка се наоѓа буквално на еден момент до тоа. Ако сега моментално Кина почне војна против Тајван, значи тие муабети ние ќе го браниме Тајван, тоа ќе биде катастрофа. Но останува да видиме, јас сум уверен дека не може вие да се борите против најголемата земја во светот со најголемата по број на популација, со моментално софистицирана војска која што досега никогаш активно не војувала, што значи дека има огромни резерви на се, и да не заборавиме на фактот дека Тајван се наоѓа буквално на еден чекор. Сега, ќе ви покажам уште битни работи други кои што покажуваат на сето ова што моментално ја го кажав. Значи, на страна тоа што моментално очигледно Кина се спрема за ваквиот напад, да видиме што прави другата страна. Моментално самите гледајте, че ова доаѓа од Washington Post. Самите мориканци кажуваат како Тајван е екстремно ранлив на практично бомбардирање. Значи, пак ќе кажам, станува збор за островче, не е ова Украина, се разбираме, ова е едно мало островче кое што, иако има многу голема популација, да не забораваме дека е сепак едно мало островче, така. И овдека немате вие комшиски земји кои што можат така лесно да ви помогнат со достава, што е многу битно во следниот дел. Значи, моментално битна работа која што мораме да забележиме е што? Значи, тоа што да не заборавиме дека и ваквата блокада која што моментално е потребна за овој остров да не може да добие никаков тип на практично ресурси, веќе беше направена, ако се сеќавате. Значи, после посетата на, како и да се викаше таа, што име, председател на Конгресот, како и да беше, некоја небитна типка, што веќе нема да видиме, мислам дека во пензија. Односно, после таквата посета, на 10 април ние имавме практично целосна блокада на Тајван. Они го се сеќаваат, значи морналицата буквално го заобиколи целиот Тајван и никаков тип на брод не можеше да влезе во овој остров. Што значи дека ваква блокада ефективно го блокира целиот остров и го става во ситуација во која што не може никој да му помогне. Сега, значи тоа веќе очигледно беше направено и ефективно, така. Да погледнеме што прави другата страна во однос на ова. Така, значи вака опрлика би изгледала таа блокада, каде што практично од двете страни би бил заобиколен со практично било каков тип на морнарица од страна на Кина за помош да не може да дојде до самиот остров. Зошто е тоа битно? Значи, гледајте го. Официјални вести пред само еден месец, тоест од април, како и да е. Значи, од април, дека 4 нови воени бази се градат во Филипините. 4 нови. И тоа гледајте код кого? Од Америка, нормално. Каде се градат сега да погледнеме? Значи, ако ги погледнеме моментално локациите, ќе видиме каде се наоѓаат, па ќе видите нели што уствари се очекува од целата оваа ситуација. Значи, првата локација ние Санта Ана на Филипините, Naval Base се прави. Така, погледнете каде е Санта Ана на Филипините. Погледнете. Гледајте каде се наоѓа Санта Ана, гледајте каде е Тајван. Така. Да ги погледнеме другите локации. Потоа имаме кемп вака. Ке ги ставиме локациите да видиме каде се наоѓаат и како се истите битни за целата оваа ситуација, мада овдека ни го даде самиот камп. Гледајте каде се наоѓа кампот, северниот дел од Филипините, значи гледајте каде се Филипините, гледајте каде се наоѓа кампот, така, Тајван. Значи ги погледнеме првите неколку, така. Палаван исто. За жал, Филипините сум бил само во Манила, не сум се прошетал доволно, се доста интересни и убави. Добро, Палаван е малку подалеку, но останатите локации, ако ги испоредиме, ќе видите дека станува збор за исклучиво блиски до практично северниот дел. Односно, 4 нови бази се градат блиску до Тајван. Зошто?
поради оваа ситуација, затоа што како би можела Америка да им помогне на Тајван ако не се лоцираат блиску, така? Кои се следните кои што го прават истото? Ја сум бил на овој остров, е преубав. Тоа е Ишигаки островот на Јапонија, кој што се наоѓа, погледнете каде. Ишигаки, значи, моментално не беше воен остров, барем јас кога бев, база можеби имало некоја премногу мала, ја не ја видов. Како и да е. Моментално на 24 март, значи Јапонија кажува дека ќе практично направи поголема воена база на Ишигаки со цел нели да се спротивстави на Кина. Зошто е тоа така? Зошто тука со цел да може да помогне на Тајван во потенцијална воена блокада, така. Значи, она што сакам да го кажам е дека не само едната и другата страна, двете страни се спремаат за потенцијален ваков конфликт. И очигледно ни покажува дека тоа може да се случи многу наскоро. А гледајќи од ситуацијата во која што вие имате момент каде што се повеќе и повеќе практично губи Украина наспроти Русија, верувам дека Кина го чека само правилниот момент кога тоа да го направи. Според мене, јас мислам дека тоа не би се случило пред август, со оглед на фактот дека во август имаме значи Советот ќе заседава самитот на БРИКС во Јужна Африка и поради оваа ситуација верувам дека Кина не би се дрзнала да направи ваков тип на напад на Тајван пред барем да се заврши овој самит, затоа што е исклучиво битен, каде што имате повеќе од 20 држави кои што сакаат да добијат членство во БРИКС. Зошто би го нападнале Тајван и би си дозволиле практично овие 20 земји да не би се приклучат поради ваквата ситуација. Така. Верувам дека ако се случи такво нешто ќе биде сигурно после август, но тоа е една од реалните работи кои што мораме да ги следиме, посебно со оглед на фактот дека ваков тип на отварање на нова војна која што ќе доведе до заострување на источниот и западниот блок, нормално е да очекуваме пат на пазарите. Посебно затоа што Тајван е најголем производител на семикондукторс, кои што се исклучиво битни во произведување на напредна машинерија. Така да во оваа ситуација ваквата блокада и напад на Тајван би донел до блокирање на голем дел од индустријата во светот поради недостигот на ваков тип на семикондуктори. Сега повторно, не се разбирам толку многу, но од луѓе кои што се разбираат многу повеќе од мене, значи верувам, тоа е тоа, реалноста е таа, нема што да се крие, така. Значи тоа е втората работа која што мораме да разгледаме и која што гледаме според моменталните ситуации, според официјалните вести, не мораме да навлегуваме во шпекулација. Се повеќе и повеќе се спрема за потенцијален голем шоудаун овдека. Сега, следната работа која што морам да ја напоменам, зошто е ова? Значи ова го кажувам затоа што Пакистан, Индија и Афганистан заедно имаат многу голем дел од популацијата во светот. Афганистан генерално е небитен, но Пакистан и Индија се доста битни. Посебно со оглед на фактот дека крипто светот генерално и поголемиот дел луѓето кои што го поседуваат, знаете и сами, значи вие во Индија имате не знам околу 18% од населението кој што користи крипто. Верувам дека слично на тоа и во Пакистан. Сиромаштијата на ова население го доведува до ситуација да мора да користи крипто затоа што уште ќе напоменам, ако вие немате чевли, вас нема да ви дозволат да влезете во банка, а не да отворите банкарска сметка. Така да во оваа ситуација зошто е тоа битно? Значи само на кратко за овој конфликт, моментално значи постои група наречена ТТП, што уствари во превод било Терике Талибан Пакистан. Односно, тоа е огранок на талибанската група која што успеа да го заземе Афганистан и да ги победи американците и моментално истите се прошируваат во Пакистан. Значи, талибанците кои што се на власт во Афганистан јавно кажуваат дека сакаат во Пакистан да има исто таква талибанска власт и да се прошири влијанието на муслиманството. Тоа е проблем, но е многу поголем проблем за Пакистан моментално. Уште еднаш ќе напоменам, ваков тип на голем конфликт реално ќе делува на светот, како и на пазарите. Можеби не колку претходните два, каде што станува збор за најголемите економии и најголемите армии во светот, дополнителна нуклеарна катастрофа и нели блокада на еден од најбитните делови кој што е потребен за секоја индустрија, но тоа не го менува фактот дека станува збор за голем број на население, како и повторно ова е централен дел на практично светот во оваа ситуација, значи можеме да видиме дека ако погледнеме целиот овој дел, значи ова е практично централен дел помеѓу Европа, Африка и Азија. И ова би можело да се прошири на многу страни. Тоа е најголемиот проблем. Сега, зошто го велам се тоа? Значи во оваа ситуација ТТП делува како стандарден талибански огранок, односно, значи нормални, ништо поразлично што очекувам од нели овие традиционални терористички муслимански организации. Значи во последниот период, можеби следете, можеби не, од почетокот на годината,
Значи има неколку многу страшни самоубиствени напади, во кои што прво беше нападната џамија, во која што е користена од војската и полицијата, каде што беа убиени 59 припадници на војската и полицијата. Гледајте, значи, четири војници убиени во заседа од самоубиец во Пакистан, 9 повторно во оваа ситуација security forces убиени од оваа истата ситуација. Зошто го велам ова? Значи се гледа дека овдека ова не е напад на население цивилно, туку ова е очигледно обид за дестабилизирање на Пакистан и неутрализирање на армијата и полицијата на Пакистан. Такво нешто, значи ако вие, Пакистан самиот по себе е радикален, самиот по себе. Посебно со преодолувањето на нивните 99% муслимани, самиот по себе е радикален и е во постојан конфликт со Кина, со Индија, така. Значи практично може да видите дека е така речено помеѓу Афганистан, кој што има иако до сега Афганистан беше поддржуван од Пакистан со цел да се победи режимот на Америка, сега моментално има така речено помеѓу нив конфликт, така. А да не забораваме дека Пакистан е во постојана војна со Индија во однос на нивната граница и овие погранични провинции. Сега замислете ако Пакистан е завземен од талибанска влада. Што реално може да се случи со оглед на фактот дека на крајот од денот Пакистан е во крајна нестабилност. Значи Пакистан беше на момент од целосен банкрот, пошто излезе АМФ и му даде соодветен кредит, ако не се лажем, како и да е, но ваква нестабилна држава, каде што имате вие и инфлација, имате и потенцијален банкрот, имате и внатрешно немири со оглед на фактот дека го заменија Имран Кан, кој што беше поставен народ за да постават кукла на Америка, значи поради сите овие ситуации и дополнително имате талибанско движење кое што ви се развива во земјата, кое што во овие муслимански држави многу лесно се радикализира и многу лесно собира нови членови. Во оваа ситуација е само прашање на време кога се тоа би експлодирало, се разбираме. И ако тоа се случи, станува збор за голем дел од практично популацијата во светот и дополнително да не забораваме дека никој од овие комшии не е нешто посебно мирен. Почнувајќи од Иран, да не забораваме и на ситуацијата помеѓу Индија и Пакистан, не дај Боже да сето тоа се случи на границата на Кина, че може да замислите што би било, тоа би било клање. Како и да е, значи тоа е исто така еден потенцијален конфликт на кој што мораме да обрнеме внимание, дали потенцијално ќе се случи. Значи тоа е околу војните конфликти, сега би сакал да се сврнеме на неколку политички и економски, накратко, и нормално ќе завршиме со потенцијална нова пандемија. За жал. Сега, во однос на првиот кој што ќе го разговараме, а тоа е нормално поголемиот, тоа е БРИКС самитот, за разлика од НАТО самитот, кој што е ништо ново. БРИКС самитот, како што кажавме, за оние кои што се нови на каналот, ќе се одржи во Јужна Африка. Имаме неколку компликации во однос на истиот, а тоа е првата е дека не знам зашто западниот свет има некаква си глупава идеја дека Јужна Африка ќе се дрзне да го уапси Путин. Значи Јужна Африка е подписник на конвенцијата од Хаг, во која што само членови на војски на Источна Европа, претежно од славските држави зборуваме, Македонија, Србија, Русија, само тие одат во Хаг. Од западниве нема никој. Ја нисум видел никој да речеме Тони Блер да го стават, ме разбираш. Значи он го направи тоа со Ирак, така, или да го земат дечкото што читаше книга со патчиња додека имаше 9/11, така. Значи сите овие фаци од западниот свет нема проблем. Ворете. Пола милион ирачани умре. Зошто сега да ги судиме у Хаг? Ама и источните не, дечко. Како ти си се бранел, си се борел за да заштитиш државата? Не, дечко, во Хаг. Тоа не се терористи, тоа се борци за слобода, ти не разбереш, како и да е. Не знам зошто мислат дека Јужна Африка ќе го уапси Путин, значи ако такво нешто се случи, јас можам да ви гарантирам дека попрво ќе стаса нуклеарка во Хаг, отколку што ќе следа Путин со потенцијален конвој за, што го уапсиле. Само, чисто меѓу нас, тоа е мое размислување, но како и да е, нека си сонуваат они слободно. Дали ќе присуствува или не знам. Значи таков скандал можам да ви кажам дека нема да се случи, посебно со оглед на фактот дека веќе истата ситуација се случила на Јужна Африка и тоа не го направила, а станувало за збор за некој си од овие воени лидери во Африка, некоја држава кој што бил исто така осуден од Хаг и никогаш не го депортирале, а не Путин, човекот кој што поседува една од најголемите армии во светот.
но како и да е, нека се сонуваат. Битниот дел во оваа ситуација кој што мораме да го разбереме е тоа дека имаме полна листа на кандидати кои што се обидуваат да се приклучат на БРИКС. Ова не се само оние кои што изразиле желба, туку ова се луѓе кои што се држави кои што уствари аплицирале да станат дел од БРИКС. И овдека не станува збор за мали економии, станува збор за огромни економии. Алжир е најголемата арапска држава во северниот дел од Африка, Египет веќе стана дел, нормално. Аргентина е втора по големина економија во цела Јужна Америка, а првата веќе е во БРИКС, Бразил. Индонезија е огромна, Иран и Саудиска Арабија мислам дека не морам не да ви кажувам колку се големи. Ако се приклучи Саудиска Арабија, нормално дека треба да ги очекуваме остаратите како Бахрейн, Обединети Арапски Емирати и сите оние мали држави таму, Оман, Катар и слично. Нормално имаме огромен број на држави од практично Африка. Венецуела очигледно повеќе од јасно, значи комунисти до срж, Уругвај, Турција, замислете, Турција е членка на НАТО и сака се приклучи на БРИКС, зошто да не? Сирија, Судан, Сенегал, Пакистан, Нигерија, Никарагва, Мексико, да не забораваме. Сега ќе видиме како ќе им се допадне на американците кога Мексико ќе стане дел од БРИКС, па да видиме дали тоа ќе дојдат да ги бркаат картелите со својата војска, нели, затоа што мора да се ослободи Мексико, да се демократизира. Како и да е, останува да видиме како тоа ќе заврши, но битно е дека оваа конференција, значи оние кои што се преправаат дека не е битна, може и понатаму се преправаат. Оние кои што реално гледаат на работите, гледаат дека конечно доста име од западнава хегемонија на сите нормални држави во светот и време е за реорганизирање на светот. Така да ова не велам дека директно ги придонесе негативно на пазарите, но имаме многу подначини на кои што може тоа да се случи. Прво и најбитно е тоа што веќе неколку пати спомнавме дека официјално од неколку земји се спомнува дека БРИКС може да го земе биткоин како потенцијално средство за дедоларизација. Дали тоа ќе се случи или не знам, но ако такво нешто се случи, замислете која би била таа позитивна страна на криптосферата. Иако тоа не е Black Swan event, но нели имаме позитивни и негативни страни, мораме да ги земеме во предвид. Да не заборавиме дека ваквото проширување на БРИКС нормално ќе донесе до паничење од страна на НАТО и LGBTQ заедницата и нормално дека тоа би донело до некои неочекувани работи. Значи јас зошто го велам ова? Да бидеме реални. Они се свесни, значи колку и ние да мислиме дека они се глупави, зборуваме за нели ЕУ и НАТО, они се свесни дека ова се случува и дека не може да го запрат. Дојде ред во кој што значи беа измарширани американците среде Саудиска Арабија како да се никој ништо. А до вчера беа најголеми најголеми партнери. Така да, верувам дека ова нема да продолжи така. Значи јас очекувам да има некој инцидент. Можеби нема да се случи, се надевам нема да се случи, се надевам дека сум грешка, но јас очекувам дека до август голема е веројатноста Америка да направи некаков тип на инцидент со кој што ќе се оцрне или името на БРИКС, или Кина, или Русија, како нели две водечки земји, за да на некој начин се намали, ако ништо друго, овој број на членки кои што ќе се приклучат. Искрено ви кажувам, знаејќи ја Мурика, значи, еве за пример, ќе ви кажам за Аленде, председателот на Чиле, кој што е избран од комунистичката партија на Чиле, се извинувам, каде што американскиот народ одлучува дека не може Чиле да биде комунистичка држава. Проверете го за Аленде и ќе ви стане јасно дека ова што кажувам не е лага. И Аленде дава изјава дека званично било закането дека нели Америка ќе го убие и нормално Америка подгрева пуч во кој што потоа следи режим во кој што се убиени повеќе од 4 милиони комунисти во Чиле. Но да не забораваме дека пред ваквиот пуч да успее, Америка ја бомбардира претседателската палата на Чиле и го убива председателот Аленде и да не заборавиме дека ЦИА и представниците на Америка кажуваат на јавно на вести вака. Ние моментално го отстранивме комунистичкиот председател на Чиле за тоа што народот на Чиле не знае подобро. Значи, ние во име на народот на Чиле одлучуваме дека тоа не е во негова најдобра корист. Тоа е Америка. Затоа и кажувам дека очекувам дека ваков тип на потенцијално децентрализирање на светот може да се претвори во крвав инцидент. Погледнете го истиот пример многу поблиску со Гадафи, кога Гадафи излегува и кажува дека поради тоа што Либија беше најбогата земја во Африка, има доволно злато за да направи либискиот динар да биде валута по која што ќе се тргува во цела Африка и истиот да биде подкрепен со злато. Знаете како Гадафи заврши. Јас се надевам дека истото ќе го следи и Макрон,
се надевам, значи дека ќе го возат така на джип среде Париз, затоа што веќе Париз не постои очигледно. Значи кој го видел, јас сум го видел, доволно ми е, Париз заврши. Со тоа што ваквата ситуација, значи уште еднаш ќе напоменам, е крајно ризична дека нели западниот блок нема да им се допадне ваков тип на сојуз да се зголемува и би можеле да предизвикаат нешто што ќе го запре, ако ништо друго, барем ќе го забави ова проширување. Затоа и кажав дека голема веројатноста дека некаков инцидент што не можеме ни да го предвидиме од западна страна, нормално маскиран дека станува збор за инцидент од источна страна, би бил така речено и причина за да се каже ете гледате, БРИКС нема ништо добро, БРИКС се само гангстери собрани заедно, така да поради оваа причина, нели, пак ќе напоменам, ова е еден потенцијален момент на кој што јас очекувам дека западната страна ќе се обидува да го представи најлошо што може или уште полошо да го запре со, како што напоменавме, некаков тип на диверзија. Следна битна работа која што исто така мораме да спомнеме е самитот на НАТО и тоа никаде друго, туку во Литванија, значи можеле да оберат да се соберат во не знам, Франција, во Англија, негде на сигурно, но не одлучуваат да се сретнат во Литванија на самата граница со Русија. Мислам дека ви кажува тоа колку големо значење има и што може да се случи после потенцијална ескалација. Ако можеше Русија сама да си го уништи Nord Stream, сама да си го уништи мостот кој што води од Русија до Крим, сама да си уништи браната која што контролира, потенцијално сама да си уништи нуклеарната централа, и гледате каде води се тоа, зошто не би можела нели, да нападне на Литванија сама, исто како што беше ракетата која што падна во Полска, па се воспостави дека уствари е украинска ракета. Како и да е, значи не знам многу што да зборувам за ова, со оглед на фактот дека знаете и сами што прави НАТО, ви рекламираат секој ден и да не ви кажувам, ви го труат паметот постојано со тоа, така да пак ќе напоменам, потенцијален некаков било каков мал инцидент кој што би можел да направи некаков тип на штета на ваквиот самит, може да предизвика уште поголема ескалација на конфликтот за кој што разговаравме на самиот почеток, така да и ова е исто многу битно. А до сега веќе неколку пати кажавме дека разгорување на овој конфликт може да значи само дополнителен пад на пазарите и дополнителна нестабилност и затоа е битно ова што они одлучиле самитот да го одржуваат во Литванија. Сега, во однос на економските субјекти, кои што не сум во однос на економските настани кои што може да настапат, затоа што постојано разговараме за нив, нема во детали да ги објаснувам, но само на кратко ќе се осврнам на истите. Значи, прво мораме да запазиме дека рецесијата е неизбежна. Сега веќе се враќаме на тоа што ние постојано го трубиме на нашиот канал, дека конечно криптовалутите мора да поменат низ еден период на рецесија, да видиме како истите ќе се покажат. Можеме само да спекулираме. Јас нормално имам позитивно мислење за потенцијалниот исход на криптовалутите во евентуална рецесија, но тоа мораме да го видиме на дело. Односно, не можеме да знаеме како би делувала одредена рецесија доколку тоа не го видиме директно во текот на рецесијата. Од досегашните периоди сме виделе како тоа делува на ова е за невработеност, се извинувам само момент. Се извинувам, тоа беше невработеност, ова е моментот на S&P 500, нели, затоа што го работиме на нашиот канал постојано, спореден со падовите во рецесиите кои што ги имаме последните практично 100 години, со тоа што можеме да видиме дека не, рецесиите секогаш го погодувале самиот пазар и сме имале солидни корекции со неколку исклучоци, како на пример ова и ова овде. Најчесто, значи можеме да кажеме дека во добри 80% случаевите имаме корекција во моменти на рецесија. Што представува рецесија за оние кои што не го знаат тоа? Рецесија представува бруто домашниот производ на одредена држава во две последователни четвртини да биде негативен. Односно, државата да произведува на државно ниво помалку од практично очекуваното, нели, затоа што имаат зацртани, да речем, мети во оваа ситуација и нормално многу помалку од она што претходно произведувала. Се разбираме, че се намалува самиот производ кој што го има една држава, сега лаички кажам. Сега, до сега можеме да видиме дека тоа е неизбежно, затоа што целата економска зона на Европа, затоа што нели имаат и коефициент за еврозоната, е веќе влезен во рецесија. Значи, две последователни четвртини се намалува за 0,1%. Што значи, економски гледано, еврозоната е веќе во рецесија. Со тоа што гледано од аспект на нели најголемите држави кои што моментално се наоѓаат во рецесија, значи овдека можеме да видиме кои се веќе влезени во рецесија, само да видим каде беше тој дел од артикалот, да. Значи Литванија, Холандија, Естонија, Малта, за жал, но тоа не е делува нас, у сезона сме, Унгарија,
Циганите на Грција се стандард во тоа ништо ново и нормално тоа се само за почеток, со тоа што можеме да погледнеме дека нормално веќе влезе и Германија, која што е најголемата економија во Европа. Надвор од Европа истото го гледаме и во Канада. Значи во Канада се буквално на еден здив до рецесија. Повторно, тоа е економскиот дел каде што два пати последователно во 2/4 имате намалување на GDP. Сега, очекувано да влеземе во рецесија и во Мурик. Тоа е најголемиот проблем и нормално сите се плашат дека рецесија ќе удри Америка и тоа ќе биде крај на светот и нормално како и секоја рецесија ќе помине, не знам, една година и ќе се вратиме во нормала, ништо ново, ништо страшно. Значи рецесијата не е крајот на светот, рецесија е најчесто потребна пауза на економијата пред следен напред. Ништо ново, најчесто рецесиите како што можеме да видиме во последните 100 години секогаш биле само шанса за дополнителна акумулација пред следен напредок нагоре. Така. Значи S&P 500 индексот ни го покажува тоа, со оглед на фактот дека во 1930 бил само $10 вредноста на овој, а денеска знаеме сами дека е многу висока вредност. Како и да е, тоа е стандардот со рецесијата, нема да навгуваме повеќе затоа што овој ќе го работиме засебно, значи знаете сами кога ќе дојде моментот да конечно влеземе во рецесија, ќе обрнеме многу внимание на криптосферата затоа што ова е нешто што никој досега не го видел, со оглед на фактот дека криптовалутите потекнуваат веднаш после големата рецесија во 2008-2009 година, така да никогаш не сме искусиле рецесија за да видиме како се до тоа ќе се одрази и тоа е нешто што јас искрено многу го чекам. И вкорената инфлација. Зошто го велиме ова? Значи рецесијата само по себе во оваа ситуација е производ на инфлацијата која што беше предизвикана со принтање на ненормална сума на пари со цел да се поддржи како наводно цивилното население во текот на ковид кризата. Сега, инфлацијата моментално, значи што уствари представува entrenched inflation, односно тоа би било вкоренета или како да кажам, вкоренета би било најсоодветно. Односно, кратко кажано, ситуацијата со Федералната резерва, во која што Федералната резерва успоставува rate hikes, е со цел да ја заплаши економијата да престане со конзумција. Односно, поради rate hikes, луѓето се уплашуваат и не купуваат на пазарот, на тој начин луѓето кои што продаваат немаат друг избор освен да ги намалат своите цени, а со намалувањето на своите цени постепено се намалува и самата инфлација. Односно мора да забавите економијата со цел инфлацијата да се намали. Колку економијата се забрзува, толку повеќе се забрзува и самата инфлација, со тоа што овде ќе имавме, како што кажеме, и дополнителен ефект на тоа што Америка испринта во последните таму 2019 и 2020 година, колку што испринтала во последните 10 години. Така да тоа ви станува јасно зашто станува збор, нели? Но како и да е, вкоренувањето на инфлацијата е дека и покрај сите овие мерки, и покрај, нели, тоа што се обидуваат и понатаму да намалат инфлацијата, значи веќе се доаѓа до момент каде што не се намалуваат цените. Ова е случај во оваа ситуација имаме, нели, момент каде што цените не паѓаат подолу, нели, очекувано, затоа што веќе имаме rate hikes и капиталот е се поскапи, луѓето се помногу трошат, туку на некој начин се вкоренуваат во моментот каде што се и покрај сите економски мерки кои што ги превземаат, како што во оваа ситуација рековме се rate hikes, едноставно не се намалуваат цените. Тоа е тоа. А тоа би значило дека доаѓаме до момент каде што ако било претходно нормално да имаме 2% инфлација, сега нема да биде 2. Сега ќе кажат, па знаете како, со оглед на фактот дека нели веќе се промениле економските фактори, нели популација, работа и такви работи, ви кажуваат дека наводно ако било претходно нормално 2 инфлација, сега ќе биде нормално 4. И тоа е нешто што го очекува многу од експертите, дека Федералната резерва ќе излезе кога ќе види дека не може да симне инфлационата стапка до 2%, затоа што ќе треба многу да ја го накази економијата и да имаме длабока рецесија, дека истите ќе излезат и ќе кажат дека се имаме нова нормала во која што се очекува, нели, 3-4% да биде нормална инфлација. Иако тоа се не е нормално, но за жал моментално живееме во таков свет, но за тоа повторно ќе разговараме во посебно видео. Ова е само да ви кажам дека тоа се два фактори кои што навистина може да делуваат на пазарите. Зошто? Затоа што нов степен на инфлација ќе ги замени, како да кажам, значи ако вие имате 2% инфлација, така, и ако вас би било нормално да земете моментално државни обврзници, така, во Америка сега ја зборуваме, каде што државните обврзници на годишно ви даваат назад 3%, вие сте 1% во корист, така, што значи дека вие сте надминали инфлацијата и имате 1% плюс на вашиот капитал на годишно ниво, така.
Но ако вас ви каже дека новата нормална инфлација е 4%, тогаш овој инструмент од 3% вас веќе не ви помага. Вие ќе бидете секоја година 1% минус, затоа што вие добивате камата од 3%, а инфлацијата вас ви земала 1% повеќе од каматата која што ја добивате. Така, во вредноста на вашиот капитал. Поради оваа причина, тогаш многу од овие инструменти ќе станат безполезни, се разбираме. А до вчера биле инструменти кои што ги користеле најголемите играчи, затоа што вие ако имате 5 трилиона и добивате 1% на годишно ниво, вас не ви е потребно повеќе, се разбираме. Сега ако такво нешто веќе не постои со оглед на фактот дека инфлацијата е на сосема ново ниво кое што е сега нормала, автоматски вие имате момент во кој што многу од овие сигурни инструменти кои што се користат од големите играчи на пазарот нема да постојат веќе. Значи нема да имате потреба вие да го земате тоа кога не ви нуди никаква заработка, дури ни стабилност, значи вие губите, така. Затоа и кажав дека ваков тип на вкорената инфлација и рецесија е нешто што мораме да видиме како ќе се одвива на пазарот пред да направиме соодветно видео. Значи, но сепак е потенцијален Black Swan евент, имајте го тоа препред. И нормално за крај мораме да ги спомнеме, значи за жал, очигледно се спрема нешто и таму, не можам да кажам со сигурност и нема да шпекулирам, посебно со оглед на фактот дека за вакви работи летаат канали од YouTube и затоа само ќе ви кажам што сум видел, а вие извлечете сами своји заклучоци. Че моментално ова е Джонс Хопкинс, еден од најпознатите универзитети за медицина, кој што моментално значи покажува дека имаме повторно зголемување на бројот на заболени во COVID-19 и тоа е, може да погледнете овдека, значи дека се зголемува нагло зголемување на бројот на заболени, на мртви, на бројот на мртви, но како идеја? Идејата е дека сега за сега не постои ознака дека ова може да се повтори, но имаше на неколку пати да речем вести и тоа директно од Светската здравствена организација, ако некој уште им верува на луѓето, дека ова може исто така да се повтори повторно во следната сезона зимна, со тоа што нели во Кина веќе се повтори, ако се сеќавате, и се очекуваше дека истото ќе се расшири повторно. Значи, ова иста пандемија, за жал, сакале не или не, секојдневно делува на нас, со оглед на фактот дека ви се одземаат слободи и права, а во исто време да не заборавиме дека бевме вакцирани како овци во стадо. И нормално, на крајот од сето тоа, морам да напоменам дека ова не е толку Black Swan event, значи ако се сеќавате, претходниот bull market буквално почна за време на пандемијата и морам да напоменам, ако имаме уште една, може овој пат јас ќе се одморам. Претходниот ја работев цела без ни еден ден слободен, ова може би јас ќе добијам одмор, ќе видиме. И нормално да не заборавиме дека нели ако веќе има пандемија не може да биде иста, па не е интересно. Моментално 30 мај 2023 година Светската здравствена организација веќе спрема нова театарска представа наречена Птичи грип AH5N1, кој што наводно се развива во Обединетото кралство и дека веќе имало десетици случаи кои што бил регистриран ваквиот грип и тоа не само нели кај луѓе, нормално ова е птичи грип, па истиот е практично прво регистриран во домашни и диви птици, за потоа истиот да стане практично нели да е пренослив на луѓето и дека наводно као во Англија веќе има неколку заболени, зборуваме десетици. Сега дали тоа ќе се прошири не останува да видиме, но знаете и сами ваквите приказни почнуваат со многу мало дејство и завршуваат со купување на енормна количина на тоалетна хартија и тепање за хартија на каса во целиот свет. Така да останува да видиме дали тоа ќе се случи, значи немам што повеќе да кажам. Повторно, нели на толку работа, срамота е да не го избришат каналот поради изјава за Светската здравствена организација и пандемијата, како и да е. Значи, уште еднаш ќе напоменеме, Black Swan евентите се нешто кое што мораме да го следиме, значи не можеме да го игнорираме, иако не можеме да го предвидиме, затоа што можеме само да ги следиме околностите по кои што може да се случи и на некој начин да бидеме припремени. Но тоа не го менја фактот дека ако треба да се случи, најчесто се непредвидливи и не знаеме кога тоа ќе се случи, како и да е. Јас затоа и ги чував оние 10% во потенцијален случај на Black Swan event, кој што искрено мислев дека можем да го сметам Гери Гангстер и неговото понашање со тоа што нели Choke Point 2.0, тоа беше врвот на самиот Choke Point 2.0, барем за сега, и затоа ги искористивме последните 10% и понатаму продолжуваме со акумулирање на парични средства и нормално во одредена ситуација во која што имаме солидни корекции, дополнително го надградуваме своето портфолио.
Како и да е, ако нешто требаше да извлечете од ова видео, е дека не можеме да се осврнеме само на техничка анализа или пак само на економски пазари, затоа што прост пример, војна помеѓу Кина и Тајван нема никаква врска моментално со економските пазари, но верувајте ми, добро ќе колабира пазарот, со оглед на фактот дека Кина е најголемиот извозник во светот, Тајван е најголемиот производител на семикондуктори и во оваа ситуација, значи имате момент каде што без разлика дали е тоа во или не е во економијата, директно делува на целата. Така да затоа мораме да го гледаме овој криптопазарот како целина заедно со се. Значи тоа е онаа цела слика која што нема да ни биде јасна доколку ги изоставиме геополитичките конфликти, доколку ги изоставиме големите економски и политички настани како БРИКС самитот, како НАТО самитот, и сите овие работи треба да се вклопат во нашиот план на портфолиото за тоа кога купуваме и што, зошто, до кога. Значи тоа се некои работи кои што мора сами да си ги говорите, нормално тоа го правиме ние секој ден, и сами да одлучите што понатаму со вашето портфолио во однос на овие работи кои што ги очекуваме. Се надевам дека ви се допадна видеото како и секогаш, ви кажав ќе биде нешто интересно, нешто нели до сега ретко видено, само еднаш сме направиле вакво нешто и нормално ќе продолжиме понатаму со од време на време ваков тип на анализа, затоа што прво е свежа материја, нешто ново, да не бидеме постојано исти, а второ е нешто што е размислување надвор од кутијата, така, нешто што се обидуваме да го на некој начин предвидиме или да се заштитиме пред потенцијално да се случи. Така да како и секогаш знаете и сами, нашиот канал е бесплатен, се што работиме е за македонската публика каде да се наоѓа во светот и единствено што бараме од вас е доколку оваа материја ви се допаѓа да ја препорачате на други македонци со цел нели самата материја да се прошири што може повеќе низ македонската нација и на некој начин да доставиме што може повеќе информации и едукација за криптосекторот пред следниот bull market, а потенцијално и следните понатаму. И нормално знаете и сами, онаа мала помош која што ја бараме од лайк, шер, subscribe, комент е за да му дадеме на YouTube алгоритамот да може да ги споделува нашите видеа повеќе, затоа што нели вашите лайк, шер, subscribe и комент помагаат на тоа дека видеото е добро, нормално доколку вие сметате дека е добро, за YouTube да го споделува понатаму. Како и секогаш ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Криптогамичи.